Добар ден, драги гледачи, почна Црвена линија, а исто така и ние очекуваме вие да почнете да звоните на телефонски број 02 307 6677, а Тина за кратко ќе ви каже зашто денеска ќе дискутираме. Секако денес во овој ден имавме исклучително актуелна тема, поточно да речам две, но и на самиот почеток загријани сме и ние, се надевам и вие да го кажете вашето мислење на следното. Започна така наречената активна блокада на собранието, што ќе трае, како што велат од ВМРО ДПМН, се до договор за датум на предвремени парламентарни избори. Она што Црвена линија ве прашува е, сметате ли дека е време за блокада? Токму така, ма тоа не е се. Ние исто така нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија, но и Телма телевизија, поставивме наше анкетно прашање, која гласи: дали блокада на собранието ќе има ефект? Многу едноставно прашање, ние покрај тоа што очекуваме да гласате на нашата анкета со да или не, очекуваме на телефонскиот број на 02 307 6677 да ни задзвоните и да ни го кажете вашето мислење. Но тоа не е се, Тина ќе открие зашто што ќе дискутираме. Така, имаме и подтема, се разбира, Црвена линија секогаш ги сублимира актуелните случувања, па така и веќе продискутираме секако во времето на вашето јавување и на следново. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, признаена за канонска. Како ги толкувате вие реакциите од соседите? Сметате ли дека се очекувани? Се разбира, еве тебе веќе е подготвен да ви најави уште нешто за кое што веднаш по тоа очекуваме да го завртите нашиот добро познат телефон 02-307-6677. Токму така и веќе кога спомнавме нашата главна тема, предлагам да го видиме прилогот на нашата колешка Далиборка што го има спремено околу оваа тема. Од активна блокада до активно присутни, опозицијскиот дел од пленарната сала сепак не остана со празни клупи. Пратениците влегоа со транспаренти најавувајќи активна борба против штетните закони. Ова што се случува во државата е национална катастрофа. И од таа причина излезот се единствен избор што треба и излез од оваа ситуација да се случи. Затоа, пред да продолжите да не повикувате да присуствуваме, да си дојдете на време на пленарна седница, да почне, а ќе се работи на начин на кој што треба да се работи. Ќе бидеме активно присутни тука. Ќе бидеме присутни за сите штетни политики кои што планирате да ги спроведете, да ги спречиме. Не само што дојдоа, туку Мицевски им забележа и на мнозинството што доцнеа 2 часа со почетокот на седницата дека ним не им треба блокада, сами се блокираат. Побара од председателот на собранието да ги укори тие што не се присутни во салата, вклучително и половина влада. Нова Џафери потсети дека обврските важат за сите. За обврската за присуство во салата ве подсетувам на член 29 од деловникот кој санкционира. Пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на собранието и да учествува во работата и во одлучувањето на собранието. И оваа обврска и право не ве амнестира и вас како опозиција да бидете присутни. Така да одговорност, тоа е одговорност е на сите вас, не моја. Социјалдемократите пак укажаа дека наместо блокада можеле да побараат и распуштање на собранието. Ова што го кажувате и го предизвикувате, можевте да направите со едно обично ливче на кое ќе се потпишат 20 пратеници, нормално треба да има 61 гласа. Ама пошто нема 61, вие со транспаренти може да излезете како сега 30 што излеговте, пошто за распуштање на собрание треба 67. И ова е нормално еден дел од циркузот кој што го прави опозицијата. Од СДСМ денеска побараа и доколку блокираат опозицијските пратеници да се откажат од платите и да престанат да користат службени телефони, патување и се што им следува. На новинарските прашања дали тие ќе се откажат од парите земени за периодот од 2011-та, 2015-та и 16-та, кога СДСМ го блокираа собранието, одговорија дека тогаш не бил овој пратенички состав. За периодот од 2020-та до 2021-та, кога законодавниот дом практично не работеше, вината ја префрлија на пандемијата. Активната блокада, според најавите на опозицијата, ќе трае се до постигнување на договор за датум за предвремени парламентарни избори. Еве го имаме. Ето така, на што го имаме, а најавуваат од режија е секако гледач и велиме добар ден во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ево и Тина, сестро и брате.
Така е. Ајде сега да слушаме. Од сите страни, и со Македонската православна црква, и со парламентов, и со владава, од сите страни сме сардисани. Како беше тоа? Ѓорѓе сардисан од сите страни. Добре, ве на самиот почеток како коментирате активната блокада? Не само блокада на собранието. На целиот конкретен систем на Република Македонија треба да имаме блокада. Верајте ми, знаеш зошто се струва? Ради тоа што, гледаш дека ние, као да сме у Чумаилија, у некоја друга држава, не во Република Македонија. Некој се од страна нас ни кажува. Вака, така, онако, никако, тоа. Се некој не блокира, се некој ви праe шашми го државава. Зошто дозволиме ние? Дали сме ние македонци или не? Или дојдени негде од Ерменија, Џумаилија, или за Туркменстан, Таджикистан? Од кај дојдовме ние овде, да не ја сакаме толку Македонија? Кои се овие луѓе што не представуваат и во парламент, и во собрание? Кои се тие луѓе? Ка сакат Македонија или не сакат? Тоа исто така кажем сега те тури тамо кажи го овој нашиот пеач, не стачмо да го туриш позади тебе, да го туриш Тоше Проески. Ајде. А така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. А сега во продолжение имаме те уште еден гледач. Токму така, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте, да. Вие сте, повелете. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека собранието е во блокада не од сега, од како е почната ова гарнитура да раководи со собранието, воопшто, значи, собранието е во блокада и не знам што потреба ќе има за нова блокада кога веќе воопшто кога сакаат идат, кога сакаат да идат и само измислуваат глупости, само да се спречуваат носењето на закони кои што се битни за да функционира државата. За мене ми се чини дека тие примаат личен доход за да работат, да бидат присутни во собранието, да носат закони, ако не се слагаат образложение зошто не се слагаат и слично, а овдека ние гледаме и едните и другите само кој во клин, кој во плоча, а страда обичниот граѓани кој што го заокружи нивното бројче. Меѓутоа, нека протестираат, нека што сакаат, нека прават. Ама ако не идат на работа, да не примаат личен доход. Тогаш ќе ги прашам дали ќе бойкотираат или ќе дојдат, значи, трчајќи да бидат во присуство на собранието. А како Затоа мислам дека коментирате не во се во нашата право, а втора треба тема? прво да се донесат законите за една изборна единица, затоа што и политичките партии малите и значи останатите граѓани на државата се сложија за една изборна единица да го донесат тоа, а после тоа значи да барат избори редовни. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Сега го потсетувам дека сакаме да слушнеме и кој е вашиот став однос на реакциите на соседите по признавањето на Македонската православна црква како канонска. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакал нешто да кажам во врска со блокада на собранието. Да, ве слушнеме. Значи, вели блокада. Под блокада се подразбира, значи, не движење, не работење. Активна блокада, еве, така е нареков. Активна блокада, значи тоа е силна блокада. Значи, како кој ќе ви стават блокатор на аутото и вие не може да се движите. Значи, активна блокада на 2 тркала и на 4 тркала имате. И тоа вели корисна блокада. И како може да се блокираат закони, да не се работи во собранието, да се зема плата, да биде блокирано, а да биде корисно. Тоа мене не ми е јасно денеска што слушнав тука од нивниот координатор. Јас би рекол дека сега не е време за блокада, тие користат го ова време, не време. Истото тие го направија уште и со формирањето на оваа влада, не чекаа ни 24 часа и побараа нови избори. Би рекол дека тоа е срамно, дрско и безобразно. Знаеме ние кој беше на власт 11 години и знаеме се што е направи на оваа мила државичка. Македонскиот народ тоа убаво го знае и на следни избори кога и да бидат, мислам дека нема да им дадеме повторно власт.
Собранието ќе продолжи да работи, бидејќи има 60. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Така, кога веќе сме кај активната блокада, да прочитаме еден коментар околу, односно еден твит, а демек нешто друго праве до сега. И Момограф му вратил, претходно беше пасивна блокада, ако сега е активна. Така, сега се враќаме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Голем поздрав. Ова тема што сте оставиле денес активна блокада од страна на пратениците на ВМРО ДПМН, искам да ви кажам, преминејќи јас таму 15 години раководел со обезбедувањето, ова е срамота за цела Република Македонија. Прво, пратеникот има свој закон по кој треба да се однесува, свој деловник по кој треба да работи, а не да прави некој пароди. То се пароди во собранието. Ние сте гледали, мене ми досадиле тие пароди таму што се прават. Сега на некој начин, што е тоа активна блокада? Со ние памфлети што излегува пред спикерот или Никола Миќевски што зборува некој работи. Па видете, да ви кажам најсериозно. Ако не сте способни да раководите со на држава, дозволете му други да раководат. И сега тие барат да биде на власт. И па сега не може да бидеш на власт кога има друга власт. Кога ќе дојде време за избори, 2024 година, тоа ќе има. А нека извинат, оваа влада се справи со здравство, со економија, со енергетика, му даде плати на сите пензии, минималната плата е зголем. Ја не знам што уште сакаат овие луѓе. Искам да ви кажам, ова е срамота за цела Македонија, овие пратеници кои се избрани и да прават циркуси таму. Го цениме вашето мислење, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Еве сега малку повторно со твитерџиите. Токму така, да видиме две објави околу Твитер, нормално за темата. Првата тема ни е слика активна блокада за спас од националната катастрофа. Така, ова е од Џон Крокодилов. Одиме со следната. Многу јака блокада. Ќе оделе на седници, немало да гласа за штетни закони. Сериозни ли се овие бе? Така, ова е од Слепо Црево. Така, ние сме сериозни кога треба да вклучиме гледачи, затоа велиме добар ден. Добар ден. Добар ден. Значи, прво ќе кажам, за црквата ние сме ова, пошто не признаваат ко Северна Македонија, тоа е територијално, не национално признавање. Бар по моje мислење. Добра. Така да, ова за собранието што е блокадата, ала да им требаше и многу порано. Ги слушам другите гледачи, направиле ова, направиле она. Прво премиерот е од ВМРО. До 2014 и навака и кога бил што бил, видовме дека е бил во ВМРО. Ја не знам што се противи. Каква блокада? Значи, они кој беа шарената револуција, улицата Илинденска беше со денови и месеци може би блокирана, Никола ни ништо. И фотели, и шатори, све што немава. Како не им не срам они да зборат за такво нешто? Па имала и плата, и превоз, и храна. Значи, јас не можам да сватам како може некој што нешто правил сега тоа, значи, никога се на власт не одговара. Еден господин од Мирните викаше, од 20 чекавме да дојдеме на власт, 10 години вика немавме кај да се вработиме. Па тие се контрадикторни прашања, ја не можам да ги сватам. Значи, ова тебе што направиле? Каде е милиардата што ја земава за ковидот? Ни болница направија, ни центар, ни ништо. Каде отиде? Тоа беше милиарда за ковидот што го зедова. Значи, ова е едно, не знам како да го кажам, трошење на народни пари капом и шаком без никаква одговорност. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и секако ве потсетуваме, би сакале да проговориме со вас покрај на денешната активна блокада на собранието и за реакциите на соседите по признавањето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија како канонска. И ќе напоменам дека бугарите сетова го нарекоа со еден збор како скандал. Цитирам, Скопје ја украде бугарската Охридска архиепископија од Бугарија, вака и насловот во бугарскиот медиум Епицентар. Меѓу другото, признавањето на црквата Охридска архиепископија за независна е предавство на националните интереси на Бугарија и штети на Бугарија и на бугарската кауза во Македонија.
Ова се зборовите на бугарскиот историчар професор Божидар Димитров. Па да ве слушаме еве како ги толкувате реакциите на соседите по признавањето на МПЦ. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ало. Така, добар ден. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Да, секако, еве. Одлични сте. Најнапред. Во врска со блокада, прво. Добро. Да ве слушнеме. Ја не знам што е толку, поготово СДС-овците кој ноќ у срце да им забодуваш. Па зар не се свесни или уште носат темни ночари дека Македонија ја упропастија, бе. Македонија ја продадоа и ја предадоа и јазик, и име, и не знам што веќе не. Заев се сликаше со Борисов, вика, ние сме същи народ. Кај се наоѓате, бре, СДС-овци? Како не ви е срам да се јавувате на телевизија? Како не ви е срам? Ја не сум партиско определен. Ја поддржувам ВМРО, а не сум партиско определен. Блокада подхитно. Не да зашто и како него подхитно. Ако ги оставиме овие штеточини да не водат до крај на ниот мандат, ќе од Македонија нема ништо да остане. Тоа да им е јасно, на сите, да им е јасно. Што добро направија за Македонија, реците ми ова. Ја минимална плата покачија, уште 10 дупки отворија ради тоа. Тоа ли е успех, кажете ми? Тоа ли е успех? Срамота. Го цениме вашето мислење, благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Токму така, јас сум тука на кратко ја подсетам покрај што ве очекуваме да задзвоните на телефонскиот број 02-307-6677. Ние ве очекуваме да го пишете вашето мислење за нашите две теми денешни на нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и Instagram Црвена линија. А додека сме на Facebook, мислам дека е време да прочитаме еден коментар, нормално за нашата прва тема. Од Игор. Здраво, поздрав од Игор. Во врска со блокадата на собранието од страна на ВМРО-ДПМН не ја оправдувам. Не е време за избори, не може избори да секој 2 години. Опозицијата да биде конструктивна и да делува во интерес на граѓаните, бидејќи предвремените избори само ќе влошат кризата во која се наоѓаме. И дефинитивно избори ќе има, но редовните во 2024 година. Сега е редовното време за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, вие сте во Црвена линија, да. Јас така? Да, повелете. Да, ве слушаме. Ај, добар ден, поздрав до вас. Поздрав и до вас. Супер ја водите емисијава. Сега за блокада на собраниево. Ја мислам, тоа е најголем срам на ВМРО-ДПМН. Освен избори, друго не знаат да кажат. Гледачите двајца што се јавија пред ова, тоа е срамота што го кажува, не направиле, потрошиле пари. Дали само знаат еден пациент од COVID болен да е, колку пари кошта за да се излечи. Ами згледа не знаат, не видоа тие никаква криза кој беа на власт. Овие си го какаа најголемата криза, не војна, не пандемија, не ова, не она, и не направиле срамота. Како не направиле? Колку плативе све се покачени. На све покачено. Најниски цени имаме во Европа, да им е јасно. Бензинот колку е покачен само. Еве, ја имам син у Шведска. 3 пати плюс е качено сите производи, све живо и диво, а платите не им се качени. Ја не знам дали живеат на планетата или онака само да кажува како што ќе им текне на нив избори. Па тоа е срамота. Гледа народот и цени дали треба блокада или не треба. Ја мислам дека не треба блокада и треба самиот народ да се освестиме еднаш за секогаш и да знаеме да цениме и да гледаме кој. Цениме ние што се вклучивте во Црвена линија. Така, сега се враќаме на Twitter со уште една објава, после тоа се враќаме на вас. Од Guilty Dog. Дајте објаснување, што е тоа активна блокада? Дали значи ова? И дали до сега не сте блокирале штетни закони? Која е разликата? Така, еве можеби некој гледач ќе ни открие која е разликата, а секако еве и да слушнеме како ги коментирате реакциите на соседите. Имаме и втора тема по признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Добар ден.
Намалете го тонот на ТВ Може ли приемникот. да се задржиме на првото прашање? Добро. Како вие ќе посакате? Еве го намалевме тоа. Така, подобро Ме да слушам. интересира за блокадата. Треба подхитно да се блокира се оваа ситуација која донесува СДС. Заев направија штета за век. Сите ќе го осетиме, само и вие од СДС што сте, и вие ќе го осетите тоа, но ќе биде покасно. Срамота, срамота, срамота. Да си воја, па да се јавуваат уште некои тамо ги жадат. Што направија, бе, 2 милиарди, 3 милиарди пари отидоа, дека отидоа тие пари? Срамота, срамота. Македонија ќе забораваме, името ќе мак ќе го изгубиме од овие. И добро, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со наш нарен гледач. Добар ден. Сега вака, ја се зборувам за судската села. Добро, може. Како може? Намалете го тонот на ТВ приемникот за да нема ехо, да не се слушате, зборувајте само на слушалка. Еве ќе го намалам. Ете така. Бидејќи јас се слушам. Сега. Ајде, дали се слушаме? Ја се зборувам ја за судската села. Како може она Основниот суд у Скопје или она Лиле Стефанова, како во обвинитела Геров се тресе да го осуде Орсо Капчев кој го зеде зеквела гоње империја. Ве молиме да се држиме кон Ја тие две. коментирате активната блокада најнапред во собранието. Или па за МПЦ. За тоа се зборувам сега. Ајде. Треба да го напушат они собранието, не да го напушат. Да ја откажат пратениците место. Скоро да го напушат собранието, а не му замили парите 1000 евра земат. Значи, и ВМРО и СДС по 1000 евра земат. Да го напушат и парламентот мора да се разсуде и ништо повеќе ни помалку. И затоа така ќе падна таа влада. Ова што е на СДС. Ние имаме проблем укавадај се со еден олигарх кој 90 секунди, внимавајте на тајмерот, а вам благодарам што се јавивте во црвена линија. Одиме со наш нарен гледач. Добар ден. Добар ден. Добро, во меѓувреме додека очекуваме да чуеме глас од другата страна, ти е подготвен да прочита уште еден твит. Така, твитов ни е за нашата тема плюс и одиме од Тоде Браун. Официјално оп, дали тоа го има нашиот гледач? Да, дали се слушаме? Одма за вас кратиме. Добар ден. Добар ден. Како сте? Што до блокадата, преходно ќе кажа неколку. Само намалете го тонот на ТВ приемникот. Намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте нели побрзо бидејќи тајмерот мери. Добар ден. Добар ден. Што се однесува за денешната тема, Ајде. како може до пред 2 години 3 неспособноста на владата се излекуваше преку преговори со Европската унија. Сега изговор за нивната неспособност се бара во ковид проблемот со епидемијата, а сега блокадата за да избегнат ја искористуваат со цел за дека имаме економска криза и енергетска криза. Значи тоа само се изговори со цел да се владее подолго време и да се дојде до нивниот масакр на целата држава. Значи со комплет кражба, манипулации, тоа е јасно и појасно што се вика од се. Сега, додека собранијата во сите општини, било од која на власт, дали од ВМРО ДПМН, дали од СДС, дали било која партија, е фабрика
бидејќи вработува толку работници како што тебе да постои во некоја фабрика, а фабриките ги направија мануфактурни работници, од 10-15 вработени, никој нема да... Благодарам што се вклучивте црвена линија. Внимавајте на таймерот 90 секунди. Така, идеме со наш нарен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Темата ви е на место. Блокирање на ВМРО ДПМН на собранието. А граѓаните веќе не може да трпат. Инфлација 10,5% во април, во март 8,5%. А што стана од јануар месец у пензија, по колку пензија зимат? По 6.000 динар, господине. Јоше ли ќе трпат ваа власт? У Дубај купија имот. Од дека и са тие пари? Македонските пари, околу 57 души са од владеачката партија у Дубај што купија имот. Того, ако ве интересира, у 7:15 има вести, дават на хрватски и аустриската телевизија, Виена. Радиото дава на хрватски. За македонските политичари што пари однесели од Македонија. И граѓаните още ли ќе трпат? Како ги коментирате и реакциите на... Не беа до 31 мај нема да се качува цените, а цените секој ден качува се. Ајде за признавањето на МПЦ како... Основното не може лебо да купе со тие дистили пензија. Лесно е да тие што имат големи пензии, големи плати што взимат, идат по транспорт, шетат се, пратениците какви плати взимат. Така, ве молам припазите на времето, бидејќи гледате како што истекува, испаѓа ние да ве скратиме во мисла, а ние не ве кратиме, само тие се правилата и времето истекува. Добро, еве од вас добиваме идејни решенија, се спомна нели фамозните имоти на македонци во Дубај, ќе разгледаме и секако ништо чудно да се најде и како тема во црвена линија. Во меѓувреме на 023076677 слушаме и велиме добар ден за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Добри водители, како сте добри водители? Одлични. Вие како сте? Било ми да сте добри. Добри си и темите, меѓутоа Македонија не е добра. Блокада на собранието. Лажат овие што велат дека блокира. Тоа е живо лажење. Затоа што овие што се штатници, душманите на Македонија што владат со Македонија, ама овие што се кобајани опозициони, добри, многу добри, исто се скоро толку штатници, само во некоја друга форма, така лагодна, и само вика, бегнете вие, не чините, вие крадете. Овие па на нив, бегнете вие, вие не чините, вие крадете. Значи да слушаме само такво вреѓање од такви наши челници, владетели, опозициони лидери. Срамота е веќе. Срамота е веќе. Магла света да фатат и тие да ги нема. Да се роди нешто стварно македонско, што ќе ја спаси Македонија, што ќе ја спаси и Македонската православна црква. Иначе ова, мислам дека и тука нешто има далавера. Пошто ова е нашиот главен на црквата во Рим има завршено, па дали по некоја католичка линија не испадна ова признавање, дали што е, не знам, важно. Еве, Охридска, еве, не знам што, како ми тоа, МПЦ си се знае какво е МПЦ и тоа е. Ама, како се договорите со Грција, што не важе, еве со Бугарија, трајат некако да преговарат и... Благодарам и вам што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Сега видно се префрлам онаму каде што се коментира. Така, прочитаме една објава на Твитер за нашата тема Плюс. Одиме. Од Тоде Браун. Официјалните имиња на православните цркви во православната екумена не носат имиња на држави. Така е затоа што тоа е ерес и се вика етнофилитизам. Затоа се Цариградската патриаршија, Ерусалимска, Александриска, Печка, Трновска и така натака. Затоа и МПЦ се нарекува Охридска архиепископија. Така на Твитер коментираше Тоде Браун, а да слушаме како ќе коментира во своите 90 секунди следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Сакам да коментираме за влада. Да ве слушаме. Стварно треба подхитно да има нови избори. Па стварно овие го претера. Јас од никаде не сум, ама ова го претера. Народот се исплаши, шо крена пензди, шо крена
плати само скацали, а од тоа ништо нема. Треба предвремени избори, од овие народо стварно умногу поболија. Умногу поболија, стварно не знаат кој крај да го вата. Секој ден нови цени, а пензионерите што подкрена, ништо не му подкрена, се драпа со пензионерите. Толку од мене, само хитно да се смени владата, да има нови избори. Тоа е од мене. Ајде, пријатно. Тоа било се. Благодарам што учествувавте во Црвена линија. Така, сега одма може да се вратиме и на Твитер со нашите објави и пак уште една објава за нашата тема плюс. Океј е тоа, ама спорот за МПЦ влие на членството во ЕУ. Билатерален проблем е, а ЕУ сака држави без багаж. Така, а сега идеме на вас. А ние сакаме Црвена линија со гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Дали сум на линија? Да, секако. Да, благодарам. Македонија очигледно влегува во нова политичка криза. ВМРО ги започна односно ги започна првите чекори од најавената активна блокада. Па потоа ќе преземеле и други чекори со сите опции што им биле на располагање. А ако СДСМ и ДУИ не го преиспитале своето однесување, овој пат ќе оделе до крај и ќе сме виделе нешто што досега не сме го виделе. Па ако на тоа што досега не сме го виделе е односно како на 24 декември 2012 година, кога партиски полицајци го бришеа подот на парламентот со пратеници и на клоци ги сврлаа новинарите од законодавниот дом, и потоа повторно на 27 април 2017 година, кога го изведоа крвавиот обид за државен удар, повторно во веќе окрвавениот парламент, тогаш каква ќе биде ово одење до крај на Мицковски? И што ли уште може би нема да видиме и да доживееме од нашата опозиција? Благодараме и вам за вклучувањето во Црвена линија. Така, сега одиме со друга објава од Твитер, нормално пак за темата плюс. Од недопирлива. Ова со МПЦ не е ништо спектакуларно како што сака се представи. Ми се чини пак има некоја заднина. Така, коментира недопирлива, а ние да слушаме кој е мислењето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, Црвена линија, повелете. Добар ден, па не се слушате А не се слуша, добре, велиме добар ден, А, секој е добро. вие се слушате добро, да си имате убав ден. Благодарам и И секако и вам. Убава тема вие, зашто? За овие што се јавуват, пази, вака да идат у Будапешта прво, тамо реклама да дават и да блокират. И централите на Мицковски да му блокират, тогаш нека идат у собрание и нека блокират. Да, и у Шупка, у Идризова нека идат, и тамо нека протестират. Пошто стиче се тамо затвор. Како не ми е страм, бе, на овие, што е работата, бе? Како не ми е страм, бе, страм да им е, бе. Брат со брат ќе се тепат, бе, што е работата? За потеля? Што не зборат вака, ето само избори. Кои избори на ова криза, бе? Какви избори? Па нема паметни луѓе, бе, што е работата, бе? Ова стравота нигде го нема, бе. Избори. Што ќе гласат за заед, за министрите? Така. Имаме на линија? За жал го немаме. Добро, но имаме нешто со што ќе земеме сите здифа, тоа се реклами. Еве сме назад после кратките реклами, а како што секој емисија кажуваме, така и сега време е за крајните резултати од нашето анкетно прашање на Инстаграм Црвена линија. Дали блокадата на собранието ќе има ефект? Да, 41%, додека не гласа 59%. А ефект да бидете супер информирани и секако ќе има доколку посетите telma.com.mk, доколку не гледате со Тео утре во 16:15 часот и се разбира, сега ви останува само да уживате во програмата на Телма. Довидување. Чао.